За сексуалното злоставување на 13-годишната малолетничка, директорот на домот 25 мај вели дека чувствува морална одговорност. Во телефонски разговор за телевизија 24 најави дека во понеделник заедно со министерката Мила Царовска ќе излезат со повеќе детали за случајот кој ја вознемири Македонија. Јас од морален аспект секако дека осеќам одговорност и тоа не може да ми е сеедно. Апсолутно. Со најодговорно тврдам дека никој од установата нити бил инволвиран, нити злоупотребувал деца, нити ги намедувал на такви негативни дејанија. Сето тоа што се случувало надвор од установата. Од меѓаш апелираат на поголема одговорност од надлежните институции. Велат дека е потребна поголема грижа кога станува збор за вакви инцидентни случаи. Пред се бараме одговорност од институциите, како за поединечен случај, така и начално. Значи би требало да се во најкраток можен рок види што точно се случило, како било возможно тоа да се случи, кој се инволвиран, меѓутоа исто така и одговорност кај оние кои што требале да знаат, а не знаеле доколку тоа се установи што се случува. УНИЦЕФ порачува трансформирање на институциите каде се згрижени децата штитеници. Случајот со злоупотребата на малолетното девојче според Бенџамин Перкс, представник на УНИЦЕФ во Македонија, покажал дека институционална грижа не може да обезбеди соодветна заштита на децата. Токму затоа владата, Европската унија, УНИЦЕФ и другите партнери работат заедно на трансформирање нови институции и изгрижување на децата во семејна средина, каде што секој дете ќе добие соодветна грижа, љубов и посветеност, нешто што сите ги очекуваме за нашите деца. Според извештајот на Европскиот центар за правата на ромите, покрај овој случај постоеле уште два случаи кои исто така биле штитенички на домот за згрижување деца 25 мај и двете сестри биле на возраст од 13 години и 16 години. Најмалку 12 години му се закануваат на злоставувачот на девојчето од домот 25 мај. Ова го предвидува кривичниот законник, но обвинителството допрева треба да утврди против колку лица ќе се води постапка за полов напад врз малолетник кој е помал од 14 години. Од јавното обвинителство не одговорија дали веќе има оформено предмет, а министерката пак Мила Царовска вчера најави дека е формирана комисија која ќе ги истражува наводите за сексуалното малтретирање на девојчето од домот 25 мај, а за повеќе детали околу тоа кој ќе сноси одговорност најави за во понеделник.